Добро утро, почитувани гледачи. Добре ни дојдовте и во денешното ново издание на емисијата Фактор здравје. Зборуваме за машкото репродуктивно здравје од еден поинаков агол. Колкава е улогата на патологот кај машкиот стерилитет и туморите на тестиси. Улогата на патологот во поставувањето на конечната дијагноза, ќе разговараме за тоа што открива ткивото, како микроскопската анализа ја насочува терапијата и зошто патолошкиот наод е клучен во понатамошното лекување. На оваа тема утрово разговараме со професор доктор Вања Филиповски, специјалист по патолошка анатомија од клиничката болница Аџибадем Систина, професор на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Добро утро, доктор Вања, и добре ни дојдовте во Фактор здравје. Драго ми е што повторно сте ни гостин и што повторно ќе разговараме на тема. Добро утро, благодарам на поканата повторно. Така, може ли за почеток малку повеќе да ја доближиме патологијата како гранка на медицината и улогата, важноста на патологот во поставувањето и на дијагнозата и за понатамошниот тек на лекувањето на проблемот кој што ќе се јави? Да, патолошка анатомија е гранка од медицината која што се бави со дијагностика. Така да ние сме некаде во синџирот на лекувањето на пациентите, негде на средина. Секој материјал што ќе се добие, дали од биоптичен примерок, дали оперативен материјал, се носи на анализа кај патохистолог да ги види промените на микроскопско ниво, бидејќи многу информации се добиваат кога ќе се стави ткивото под микроскоп, ги гледаме значи морфолошки како изгледа ткивото, кои промени ги има, дали станува збор за воспаление, дали станува збор за тумор. И нашата улога е што повеќе информации да успееме да дадеме од примерокот што ни е доставен. Кои што потоа ќе служат така за останатите. Врз база на тоа што ние ќе го кажеме како дијагноза, клиничарите проценуваат каков тип на терапија ќе превземат. Например, ако има некоја малигна болест, ќе се одлучат можеби за хируршки третман. Нормално они треба да проценат и врз база на радиолошки анализи, дали е операбилно местото, дали може да се извади целата промена. Ако не може, тогаш онколозите од нас барат додатни информации, дали тој тип на тумор реагира на одреден тип на терапија, за да се даде моноклонална терапија или таргет терапија, индивидуализирана терапија за секој пациент посебно. Така да поборувачка имаме и од клиничари и од онколози, во зависност од тоа што ќе видиме ние, за да знаат како да го третираат пациентот. Така, може да кажеме дека е последната станица за поставување на дијагнозата, но и добра основа, односно главна основа за понатаму каков ќе биде текот на лекувањето. Да, значи тоа што ќе стигне кај нас станува збор за нешто што не може да се издијагностицира на друг начин. И во тој случај мора да се направи патохистолошка анализа, да се даде конечна дијагноза. Немаме за жал ние можност да препратиме пациентот на друго место или кај друг специјалиста. Во принцип ние треба да кажеме врз база на тоа што го гледаме што тип на промена станува збор. Но исто така ние многу зависиме од информациите што ги добиваме од клиничарот, односно да ни се кажат и симптоми, да ни се кажат локализација, радиолошка имиджинг техника да каже колкав е туморот, колкава е промената, дали е добро ограничена, дали се шири. Секоја информација, колку и да личи вака безазлена, небитна, кај нас многу ни помага за да можеме да претпоставиме за кој тип на промена станува збор. Така. Пациентите не имаат контакт со патолозите, меѓутоа периодот додека нели да ја поставите конечната дијагноза веројатно е најнеизвестниот за нив. Никогаш треба можеби и малку повеќе време, прецизност, посветеност, голема професионалност. Тука се судираме значи тежината на тоа што ние ќе го кажеме е голема. Заради тоа внимателноста со која пристапуваме е голема. А тоа понекогаш бара време. Значи ние се проверуваме по литературата, читаме за некоја промена, ако е некоја ретка промена, неколку пати се проверуваме, правиме анализи за тоа што знаеме дека тоа што ќе го кажеме треба да биде крајно. Од друга страна, нели тоа одзема време, а пациентите се во неизвестност, ја потполно ги разбирам. И тука имаме некоја трка со времето и ние и пациентите. Во принцип, ако станува збор за малигна болест, имаме некој, да речеме, период од некои 3
недели од оперативен третман до евентуален почеток на онколошка терапија. Значи во тој период од 3 недели да можеме сите можни анализи што можеме да ги направиме за да дадеме децидна дијагноза и да извлечеме што повеќе информации од ткивото што ги имаме, што ќе користи после за пациентот. Да, некогаш се случува, има ситуации кога треба да се повтори можеби самата постапка за да добиете ново ткиво, така бидејќи претходното не успевате. Значи, например, се повеќе се стреми медицината да биде што по малку инвазивна и се земаат биоптични примероци, тоа што порано имавме, како ги викаме, хируршки биопсии, да се земе поголемо парче од промената. Сега све тоа е, да речеме, се повеќе се тежне кон тоа да се земат мали примероци од ткивото, нели, што е многу подобро за пациентот, но информациите што ќе ги добиеме од помалото ткиво се помали, нормално. Што поголемо ткиво, можеме повеќе информации да извлечеме. Што помало ткиво, помали информации. Се случува да ткивото е изумрено, некротично, примерокот што го имаме земено, па во тој случај мора да се повтори постапката за да се идентифицира, да се земе примерок од витално туморско ткиво за да можеме ние да работиме со него. Исто така и количината на ние го викаме патогномоничниот супстрат, тоа што го гледаме под микроскоп, треба да е што поголема за да извлечеме што повеќе информации. Така. Ќе погледнеме блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи, до самиот крај. Повелете, јавете се и поставете прашање. За патологија на машки инфертилитет и тумори на тестис и утрово во Фактор здравје разговараме со професор доктор Вања Филиповски, специјалист по патолошка анатомија од клиничката болница Аџи-Бадем Систина, професор на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Доктор Вања, сега ќе почнеме некако во два дела, ќе го поделиме ова. Во првиот дел ќе објасниме и ќе зборуваме нели за машкиот стерилитет, во вториот за туморите на тестиси. Кога еден пар се соочува со инфертилитет или стерилитет, најчесто помислуваме во прв момент дека главниот проблем или причината или факторот на ризик е кај жената. Меѓутоа во значителен дел така учествува и машкиот фактор. Што кога клиничката лабораторија, односно сите анализи нема да ги дадат очекуваните и резултати? Кога патологот стапува на сцена овде и што добивате вие за анализа и што барате и што треба да видите? Да. Што се однесува до машкиот стерилитет, да, точно дека причината кај мажите дека е проблемот заради тоа што не може да се зачне помала, но ја има и реална е. Во принцип, многу поедноставно се, за разлика од женскиот стерилитет, се стигнува до причината, бидејќи кога се прави, да речеме, инвитро фертилизација, мажот остава примерок, сперма и се наблюдува од страна на ембриолози, значи во инвитро центарот, се наблюдува дали има сперматозоиди. И, да речеме, има сперматозоиди, се зема материјал и, да речеме, тука патологот нема никаква улога. Но, со оглед на тоа дека има промени кои што лежат во основа, во подлога на стерилитетот и можноста евентуално да се работи за да има можност за присуство на тумор, биоптичниот примерок се носи и кај патолог да го изанализира од патолошки аспект. Сега што е тоа? Мислам што на пример со што се соочуваме. Има неколку, да речем, категории кои што ние ќе ги како дијагнози морфолошки, кои што ние можеме да ги дадеме. Најчесто имаме, да речеме, нормална сперматогенеза. Кога имаме нормална сперматогенеза, а примерокот кажал дека има азоспермија или недостаток на сперматозиди, најчесто е обструктивна причина за недостатокот на сперматозиди, односно каналите по кои што се движи спермата да се од некоја причина блокирани, обично се од некои инфекти. Од друга страна, имаме можност да се работи за хипосперматогенеза и тоа е исто така доста честа дијагноза, хипо на латински, демек помалку. Значи има помал број на сперматозоиди и тука веќе таа една широка група во која што има голем број на морфолошки промени кои можат да сугерираат што е во подлогата, во основата на промените.
има посебна скала, Јонсенова скала, која што укажува на тежината на хипосперматогенезата, односно дали е тежок степен, среден или лесен степен. Ние, например, одредуваме присуство или отсуство на сперматозоиди, но исто така во морфолошките промени може да има, да речеме, делови од тестисот кои што продуцираат сперматозоиди, делови кои не продуцираат. И може да е комплетно да имаме отсуство на герминативни клетки, тоа се вика герминално-клеточна аплазија или сертолиселовни синдром, каде што постојат само сертолиеви клетки, а нема герминативни клетки. Сертолиеви клетки се помошни клетки кои што помагаат во изведувањето на целиот процес на сперматогенезата и на крајот ги хранат сперматозоидите. Постојат варијации каде имаме фокална герминално-клеточна аплазија, недостаток на герминативни клетки. Во друг дел од тубулот ќе видите дека има хипосперматогенеза или може да има некомплетна сперматогенеза, да сперматогенеза оди до одреден степен, пошто има таму неколку степени на развој на сперматозоиди. И може да има други делови кои што се со комплетна сперматогенеза. Постои една друга морфолошка промена, се вика матурациони арест, односно стоп во матурацијата на сперматозоидите. Значи има голем број на герминативни клетки, односно нормален број, но нивниот развој оди до одреден степен. Обично се тоа некои дефекти во ензиматските циклуси што се одвиваат тука на ниво на тестисот во матурацијата, па имаме стоп на сперматогенезата и нема продуцирање на зрели сперматозоиди. Тоа што, например, на инвитро фертилизација го гледаат андролозите, се витални сперматозоиди кои што се со уредна мотилност, со нормална морфологија и тие ги презервираат за понатаму за да се направи бебе. Така, видови на промени, така, сите овие се така кои што ги гледате, нели, од оној материјал кој што е донесен кај патологот. Да. Тоа се промените во однос на количината на сперматозоидите, ги има, ги нема, дали е хипосперматогенезата лесна, тешка, средна. И посебно постојат некои промени кои што се комбинација од сите овие промени морфологии, кои што може да ни индицираат за некакви јасно утврдени етиологии, например Клинефелтеров синдром. Тоа е промена каде што имаме кариотипски промени и особата има XXY хромозом. Не значи дека ќе биде особа со Клинефелтеров синдром, не значи дека дека ќе биде стерилна, но има може да биде стерилна, може да има тешка хипосперматогенеза и овие промени или овој Клинефелтеров синдром понекогаш ќе се открие и дури кога ќе се земе за инвитро анализа примерок. Например, во тој случај имаме тешка хипосперматогенеза, да речеме, може да има матурни сперматозоиди, но има и други промени. Базалната мембрана околу тубулите кај што се произведуваат сперматозоидите е задебелена, интерстициумот или подрачјето помеѓу тубулите е проширен. Во тој дел имаме и, да речеме, релативна зголемување на број на лајдегови клетки. Лајдегови клетки се тие кои што го продуцираат тестостеронот и ги делуваат на сертолиеви клетки со една повратна спрега за да се одвива нормална сперматогенеза. Тие може да се аранжираат дифузно или како нодули и тоа се све елементи кои што ни укажуваат на можност да се работи за Клинефелтеров синдром. Исто така имаме и така наречени иматурни тубули или сертолисел нодули се викаат тие, односно пикови аденоми. Тоа се делови од тестикуларното ткиво кои што се незрели и личат на препубертален тип на тестис. Значи, целото тестикуларно ткиво не матурирало, има делчиња кои што се иматурни. Не се знаат конкретно причините зошто некои делови, да речеме, остануваат иматурни, но сепак тоа исто така не доведува до можна диагноза за кариотипски абнормалности и сите овие промени во назначени може да се јават кај неспуштени тестиси, крипторхизам, или, да речеме, тестиси кои што биле спуштени 1-2 години, кога детето имало 1-2 години биле спуштени, но сперматогенезата во тој случај може да е редуцирана
таа редукција може да биде назначена, може да не постои сперматогенеза, а исто така неспуштените тестиси се со многу поголема можност за развој на тестикуларен тумор, односно канцер. Тумори, така. Синдромот кој што го споменавте, нема да го кажам името за да не го сгрешам, бидејќи е нели специфично, се открива при постоење на стерилитета и една од причините, така, заедно со неспуштените тестиси за појава на стерилитет. Да, можно е, едниот е генетски, така, тој синдром, и пред да добиеме ние примерок да има направено кариограм човекот, односно пациентот, и да знае дека има Клинефелтеров синдром, но се случувало и обратно да ние се посомневаме врз база на таа хистолошка анализа, а за дефинитивна диагноза мора во цитогенетска лабораторија да се докажат тие кариотипски абнормалности за да се докаже Клинефелтеров синдром. Така, од сите тие промени кои што ќе се видат или ќе се забележат, така се гледа и каква е кондицијата на пациентот, така за понатаму кои методи би можеле да се применат, односно им помагаат потоа на другите останатите специјалности. Така. Точно, значи се гледа кондицијата, се гледа можноста што се случува, односно што би можело да биде во позадина на стерилитетот. Значи, исто така има промени кои што сугерираат ниско ниво на тестостерон, високо ниво на ФСХ, ЛХ, хормони на хипофиза, таа спрега која што е неопходна за нормална сперматогенеза да е нарушена. Во тој случај ендокринологот тука ќе му бидат животно битни овие информации за да знае како понатаму да настапи, затоа што например кај Клинефелтеров синдром со тестостерон терапија може да се подигне продукцијата на сперматозидите, исто и кај, да речеме, овие дефекти кои што се поврзани со оваа спрега со низок ниво на тестостерон и сперматогенезата да се подобри. Битно е дека тоа е динамичен процес, не е тоа што ние ќе го видиме тоа и точка. Дефинитивно и конечно. Значи, тоа е врзано со многу други елементи, со стрес, со, да речеме, пушење, алкохол, кои што влијаат на редуцирано ниво на сперматогенеза. Сперматогенезата се одвива во скротумите, каде што е пониска телесната температура, дури има и такви препораки да не се носат многу топли облоки околу тестисите, так. затоа што е увидено дека покачена температура ја намалува сперматогенезата и суштината или тесна облека, така не се препорачува. Да. И суштината за овие неспуштени тестиси, зошто да речем има редуцирана сперматогенеза, е дека неспуштените тестиси може да имаат интраабдоминална локализација, може да се во ингвиналниот канал. Тоа е патот по кој тие треба да се спуштат и се спуштаат до периодот пред да се роди машкото бебе. Можно и неколку дена после раѓање да се спуштат. Во принцип во абдоминалната шуплина и во ингвиналниот канал е поголема телесна температура и сперматогенезата заради тоа е отежната, а да речеме и погодна почва за евентуално развој на тестикуларен тумор. Така. Ако се појават неспуштени тестиси, така тоа се забележува уште по раѓањето на бебенцето, така на детето, треба да се направи тогаш интервенцијата? Точно, значи тоа е улога на педиатри, значи они ги прегледуваат машките бебиња, кога ќе се види неспуштен тестис, има на некој по литературата период од некои 6 месеци кога се толерира да се очекува сами да се спуштат. Значи што помалку интервенции тоа подобро, но доколку се види дека можно е да е спуштен еден тестис, другиот да не е спуштен, па да се примети другиот дека е во ингвиналниот канал, па да се чека да се спушти. Обично кај прематурно родени деца, нели, пошто тоа во последниот триместар се спуштаат тестисите, кај прематурно родени деца нема спуштени тестиси, но се очекува во тој период до 6 месеци да се спуштат. Ако тоа не се случи, во консултација со уролог или и детски хирург, се прави интервенција, значи се спуштаат тестисите и се фиксираат за скротумот, затоа што има и опција да тестиси бидат спуштени, а
во текот на времето при некакво трчање, да речеме, па да се качат назад во ингвинален канал, значи се фиксираат, орхидопексија е таа процедура, со која што тие се спуштаат и се фиксираат за скротумот да не се вратат назад во ингвиналниот канал. Така. Важно е навреме да се направи сето ова, така, и да се открие, бидејќи еве е причина и за стерилитет може да биде причина, но и за појава понатаму на тумори кои што се појавуваат во репродуктивниот период кај мажите. Туморите се појавуваат во период меѓу 15 и 35 години, значи во репродуктивното доба, кога нели и почнува сперматогенезата и логично е баш тогаш и да се појават тумори. Така, да. Ќе погледнеме блок реклами, па ќе продолжиме и токму во овој втор дел така да го обработиме, да ја обработиме и темата за туморите на тестиси. Останете со нас, почитувани гледачи, до самиот крај. Следете ни и повторно ве поканувам, доколку имате прашање, да се јавите и да го поставите. Во вториот блок реклами продолжуваме и со вториот дел од темата туморите на тестиси. Доктор Вања, велиме кај мажи во репродуктивниот период, затоа брзата и точна дијагноза е клучна за понатамошната прогноза на болеста. Што се тумори на тестиси? Туморите на тестиси најчесто во 95% случаевите потекнуваат од герминативните клетки. Значи тоа се клетките кои што треба да прераснат во сперматозоиди и да направат, да речеме, плод. Во 95% случаевите, значи со таков тип на тумори се среќаваме и тие можат да се поделат во две големи групи, така наречени семиноматозни тумори и несеминоматозни тумори. Оваа голема поделба на две големи групи е базирана на прогнозата и на третманот, бидејќи семиноматозните тумори се многу подобри, да речам, за третман, бидејќи се радиосензитивни и онколошката терапија е многу по лесна, адекватна, бидејќи во моментот исто кога ќе се откријат, обично се останати локализирани се на ниво на тестисите, бидејќи тие растат брзо, експоненцијално и ги, да речам, ги зголемуваат тестисите и самиот човек ќе открие дека едниот тестис му е зголемен, да речеме, но во моментот кога ќе се издиагностицира и ќе се даде, ќе се види, ќе се оперира, голем дел од нив не се проширени, да речеме, на другите места. А несеминоматозните тумори е една голема група на тумори кои имаат различна морфологија, многу шарена слика, и тие се поагресивни, одат со, да речеме, брзо метастазирање или ширење по други делови од телото и се поотпорни на терапија, значи се радиорезистентни и од онколошка гледна точка се потешки за менаџирање. Во принцип, кај семиноматозните тумори имаме една, да речем, хомогена слика, имаме, да речеме, тумор од незрели герминативни клетки, кој што обично локално се шири, додека од тумор кој што е од поспециализирани герминативни клетки прави разни хистолошки слики, формира тубули, формира строма, формира разни елементи по кои што му даваат и поголема агресивност, зголемена можност да влезе во крвна и лимфна струја и да направи метастази. Првично метастазите можат да се во лимфните јазли во ингвинумот, понатаму во ретроперитониумот често знаат да се јават. Од несеминоматозните тумори имаме неколку големи групи, најчесто е ембрионален карцином, тератом и поагресивни се јолксак тумори, како најагресивен е хориокарцином, но често, да речеме, дури во 80-90%, тие се во комбинација ги гледаме, значи не е еден посебен, него на материјалот што ќе го добиеме, едно поле има јолксак тумор, друго поле има тератом, трето поле има ембрионален карцином. Најчеста комбинација меѓу јолксак тумор и ембрионален
карцином. Многу е битно да ги дадеме процентите на која варијанта колку има. Еве, например, хориокарцином најретко го има, но кога ќе го има, тоа укажува на поголема агресивност. Понатаму, кога ги прават диагнозите, за да стигне кај нас материјалот, првично симптомите, рековме, најчесто да се палпира, да се види дека тестисот е зголемен. Од кога тоа ќе се види, се прави, да речеме, рентген слика, каде што или ехосонографија, се гледа дека тестисот е, да речеме, дека во тестисот има туморска промена и се вади целиот тестис, бидејќи ако се земе биопсија, има шанса да се расее болеста, затоа ако радиолошката техника покаже дека тоа е сигурно тумор, малигни тумор, тогаш се вади целиот тестис за да не се прошири јатрогено, да речеме, преку манипулација, да не се прошири туморот во околните структури. И од кога ние тоа ќе го добиеме како патолози, значи прво што треба да направиме е да видиме дали станува збор за семиноми или несеминоматозни тумори. Заборавив да кажам дека овој тип на тумори е врзан со присуство на зголемена количина на туморски маркери. Има три типа на туморски маркери кои се врзани со овие тумори. Тоа се ЛДХ, лактат дехидрогеназа, АФП, алфа-фетопротеин и бета-ХЦГ, хумен хорион гонадотропин. Врз база на висината на овие маркери можеме да предпоставиме дали болеста е проширена или не е проширена, уште и пред да се направи интервенција. И втора работа, можеме да предпоставиме за кој тип, хистолошки тип, станува збор. Значи, алфа-фетопротеин и бета-ХЦГ туморски маркери се покачени повеќе кај несеминоматозните тумори, од тие агресивните, поготово бета-ХЦГ, ако е во енормни вредности, тоа укажува на можност да има компонента на хориокарцином, што рековме дека е една од најагресивните. Например, лактат дехидрогеназа ЛДХ обично го има кај семиномите. Значи, процедурата додека да се направи операција е да се направи ехо, да се види присуство на промена и да се направат овие туморски маркери. Вредноста на овие туморски маркери е толку голема да се влезени во категоризацијата за проширеноста на болест. Значи, ние како патолози имаме една категоризација, ја викаме ТНМ класификација, тоа значи Т големина на тумор, Н значи присуство на регионални на метастази во регионални лимфни јазли, нодулус, и М значи далечни метастази. Сега кај тестисот има и С категорија. Таа С категорија е серумско ниво на туморските маркери, конкретно ЛДХ, алфа-фетопротеин и бета-ХЦГ. Така да се делат на три групи S1, S2 и S3. Разликата помеѓу нив е количината. Колку пати над референтните вредности се покачени овие туморски маркери. Значи, поентата ми е дека е многу добра техника, нели, да се врз база на тоа индиректно да се предпостави. Ги дава комплетните информации, да. И каде почнала болеста, така и дали се шири? И што е уште така битно, од кога ќе се направи орхиектомија и ќе претрпи пациентот, нели, онколошка терапија, континуирано се следат туморските маркери. Секое покачување покажува на можност да болеста се вратила или да има присуство на метастази. Значи, тоа ни е одлична индиректна метода да ние ја пратиме болеста. Дали е излечена, дали се вратила, дали има остаток од туморот некаде во други делови од телото. Така. Онаа главна поделба основна која што ја споминавте на почетокот на поагресивните и подобрите, без разлика дали навреме ќе биде откриено сето ова, не знаеме, така? Дали овој поопасниот или неопасниот тип ќе се појави? Во принцип, кога ќе се утврди присуство на несеминоматозен тумор, веројатноста емпириски, нели, веројатноста дека има проширување во други делови од телото е поголема и, нели, тука веќе онкологот презема активности, нели, нарачува
радиолошки анализи, да се снима абдомен, карлица, бели дробови, значи правиме компјутерска томографија, евентуално доаѓа во предвид пет скен да се прави, значи да се гледа на ниво на целото тело, дали има присуство на тумор. Пет скенот исто така знае да ги фати овие промени, бидејќи овој тип на тумори е брзо делечки, значи клетките брзо се делат, метаболизмот во клетката е брз и затоа оваа техника може да ги лови, да речеме, и минималните промени на секаде низ телото. Така. И овде една од причините се неспуштените тестиси, како што споминавме нели во оној прв дел кај стерилитетот. Точно, значи неспуштените тестиси сме имале, значи во наша пракса случај кога гледаме неспуштени тестиси или спуштени, да речеме, негде 5-та година, каде што нема сперматогенеза или има мала сперматогенеза и гледаме во околното ткиво дека има, ние тоа го викаме инситу герминално клеточна неоплазија. Значи, го фаќаме туморот во момент пред да излезе од тубулите. Значи, природен процес на секој тумор е да си се појави, да седи некое време во местото кај што се појавило, и тоа е, викаме, инситу, на место. Си седи туморот на место, пред моментот кога ќе ја пробие, да речеме, базалната мембрана на која што седи клетката и влезе во интерстициумот. Тоа не дава никакви симптоми и тоа не може со никаква радиолошка техника да се види, ама го гледаме, поготово кај неспуштени тестиси, дека може да се појават такви едни крупни клетки, ние ќе се посомневаме, дори и за нас е тешко да ги издиференцираме, помораме да примениме други техники, имунохистохемиска анализа, специјални хистохемиски боења, за да ги обележиме туморските клетки и ги фаќаме во моментот пред да се прошират, што е, да речеме, одлична работа. Одлична можност. Бидејќи сме веќе на крајот на емисијата, убаво ги објаснивме сите работи и за стерилитетот машкиот и за туморите на тестиси. Превенцијата, велиме, е најдоброто нешто, така никогаш во животот не знаеме со што би можеле да се соочиме и со каков здравствен проблем. Затоа навремените и редовни прегледи и контроли точно се многу важни за да не дојдеме до овие работи до кои што ги споминавте. Значи, за жал, симптоматологијата ја нема кај појавата на туморите конкретно. Значи, еве сме откриле, значи, присуство на тумори, овие инситу почетни тумори, кога ќе се соочат со проблем со стерилитет, па индиректно дознаваме дека има некаква подлога и за развој на тумори, но пак останува и само прегледот и кај мажите, значи секоја грудка, секоја промена која ќе ја видат на ниво на тестисот, треба да не ја занемаруваат, да не ја оставаат. Да, едноставно е, ако се појават кај лекар, знаат лекарите, значи ќе се направи ултрасонографија, некој ќе се види промената и ќе се алармира на време. Така, ви благодарам, доктор Вања, за гостувањето. Ви благодарам поканата. Да. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен ден.